Уште првото прашање ќе биде директно, дали вашата изјава значи дека нема да гласате за уставните измени во третата финална фаза, кога практично треба да заврши овој процес? Не значи тоа, туку ја покажувам само загриженоста од процесите кои што се случуваат. Дали ќе гласам зависи од севкупниот процес, како ќе се дефинираат уставните амандмани после јавната расправа која што следува после 1 декември, што е многу важно поради тоа што ја уклучува и експертската јавност, граѓанскиот сектор кој што има свое мислење во однос на овие процеси, но секако дека и помирувањето е важен дел и мислам дека сите институции треба да бидат внимателни да не наштетат и на тој дел од овој процес. Што значи тоа да бидат внимателни? Дали тоа не е директно мешање во работата на обвинителството и судовите? Не мислам дека е мешање заради тоа што сите се свесни за процесите кои што течат, најавено е помирувањето и сметам дека има и други начини за осигурување на присуството на луѓето кои што ги споменавте. И во принцип, мојот личен став е дека не може поради поведението на еден човек да се наметне тоа на други луѓе. Но знаете дека бегството на Груевски не е прво. Тоа е најекспонирано, најново, последно се случи, но претходно во Грција избега Горан Груевски и Никола Бошковски. Претходно имавме бегство на Кочан, така што некако се повторуваат овие ситуации во кои што судството првично решава да не ги притвори, но потоа во одредена фаза тие решаваат да избегаат. Па вака кога зборувате звучи логично, но затоа кажав дека има и други начини за да се осигура нивното присуство во државата, дали со некои дополнителни мерки за предпазливост, дали со имотни гаранции со кауции и така натака, затоа што така го гледам, исто така имаме и многу случаи кои што редовно се појавуваат на суд. И токму тоа ми беше поентата дека секој случај е индивидуален и не е во ред, според мене, да се поврзуваат еден со друг. Да, зошто процесот на помирување зависи од тоа дали Мијалков ќе биде притворен или не, или Јанакиевски и Божиновски ќе бидат притворени или не? Па затоа што тоа го вознемирува севкупниот процес, мислам, и луѓето кои што можеби соработувале со нивната вина не е докажана, мора да дозволиме презумција на невиност и дополнително поради тоа што верувам дека притворот не треба да биде казна, тоа се пораките и од меѓународната заедница, но биле и пораките на СДСМ додека беа во опозиција. Да, реагирате на притворањето на Мијалков, што некако оди во прилог на тезите, повеќе гласините за тоа дека Сашо Мијалков имал улога во обезбедувањето на 8 опозицијски гласа, кои што практично го обезбедиат во третинското мнозинство во собранието. Гласавте поради тоа што тоа од вас го побара Мијалков? Не. Имаше Гласав улога? поради тоа што верувам во тоа. Имаше улога Мијалков во ова? Од тоа што го познавам, заедно сме биле членови на извршниот комитет, знам дека и неговите ставови биле за ова, но навистина мислам дека овие теории на заговор или желба за ексклузива што постојат во јавноста, не може 8 луѓе, сепак ние сме отишле и сме гласале како возрастни и свесни луѓе. Во таа фаза пред првото гласање за уставните измени имавте средба со господинот Мијалков? Не. Ако сега треба да проценувате, во овој момент сте поблиску до глас за или поблиску до воздржано или гласање против во третата фаза за уставните промени? До глас за.